Добар ден, уште еден понеделник во Еден ТВ. Вие сте со мене, јас сум Сашо Ордановски, вашиот понеделнички водител во отвореното студио 1 на Еден телевизија. Како и секој понеделник, така и овој пат ќе имаме една програма напиена со гости, се негде таму вечерта до 10-11 часот. Меѓутоа, пред да тргнеме во објавувањето на програмските сегменти кои што ќе ги третираме овој работен понеделнички ден, со мене во студиото е Славчо Поповски, нашиот временски прогнозер, човекот кој што не загреве и не лади во зависност од тоа како се движат облаците над Македонија. Славчо, влеговме ли во некаква есенско-зимска атмосфера или се уште ќе има високи температури? Па, значи, вистинска есен може да се каже во поглед на врнежите, но температурите понатаму се над просекот, значи некаде до среда ќе бидат над просекот, ќе биде релативно топло, со максимални температури од 10 до 17. Па тоа се речи си пролетни температури. Пролетни температури, да. Па како е можно ова, Славчо, на крајот од ноември да ние уште живееме со пролетни температури? Тоа секојаш го имало и ќе го има. Значи не е специфично само за оваа година? Добро е да се знае, бидејќи имаме цела една дебата за глобалните промени временски така натаму и секако некако ни се чини дека се пое топло и така. Баш ние на такво место сме што имаме и директни судири од север, од југ, па дождови ќе има ли неделава? Дожд очекуваме веќе од утре пак нови врнежи од дожд, иако и попладне ќе има локални врнежи. Со тоа што утре имаме услови за локална нестабилност, значи проследена со пороен дожд и грмежи, а не се исклучува можноста и за локално невреме. Значи утре чадурите спремни да бидат. А од среда натаму ќе дојде до заладување? Значи, позначително заладување за околу 10 степени пад на температурите, северен ветер и локални врнежи од дожд. Меѓутоа, доцна попладне среда и во текот на ноќта кон четврток, како и во четврток очекуваме локални послаби врнежи од снег и некаде низ градовите. Значи нема да биде само на планините, туку низ градовите. Ќе го има и низ градовите локално, но како што кажавме со послаб интензитет. Се надевам дека сите ставија зимски гуми, дека синџирите се најдека во багажниците позади. Добро, Славчо, да видиме како ќе се развие оваа цела недела, па веројатно веќе е доволно од ова пролетно-есенско време, веројатно декември. Каква зима не чека? Ќе биде постудена? Значи, како што најновите информации укажуваат за 1 до 2 степени, значи потопла, тоа е ништо, минимално е, значи очекуваме и позначителни врнежи од текот на зимскиот период, дожд, снег. Славчо Поповски, ти ќе бидеш денеска низ целата програма со апдейтирање, со обновување на сите овие информации што се однесуваат до временската прогноза. А ние, почитувани гледачи, имавме една непријатен настан оваа ноќ во Скопско де Бармало, режија, мислам дека имаме и снимки. Се запали една позната кафеана која што се наоѓа на улицата Дане Крапчев и Орце Николов. Пожарот се случи негдека околу 3 часот изутрината, нешто пред 3. Во гасењето на пожарот учествуваа дури, ако јас добро избрав, бидејќи живеам во непосредна близина на таа локација, учествуваа негдека околу 7-8 пожарникарни коли. За среќа, мислам дека нема никакви тешко повредени, така и како имаше прилично чад и прилично така беше една непријатна ситуација за гледање, бидејќи се работи за дрвена конструкција со која е покриена терасата на таа кафеана, но мислам дека на крајот сепак за среќа ќе заврши со материјална штета. Се враќаме во студиото. Денешната програма, режија, ако може да видиме маската, бидејќи денеска имаме повторно една густа програма во која што заедно ќе се дружиме се негдека вечерта до речи си до 10:30-11 часот. Ќе започнеме со неколку гости во студио веднаш после овој сегмент кои што ни доаѓаат од Американскиот универзитет, Американски коледж во Скопје, кои што неодамна беа на едно меѓународно надпреварување, каде што освоија неверојатно високо место, малку да ни проговорат студентите и нивната професорка за искуствата кои што таму ги стекнаа, бидејќи знаете како е за студентите секогаш важно кога ќе излезат малку вон Македонија да видат дека има свет и вон оваа наша тескобност во која што сме сите овдека веројатно на некој начин доведени во ситуација да живееме. Потоа негдека во 5:30
и попладнето во 15:25 ќе поразговараме со нашиот гостин Зоран Костевски, кој што е автор на еден документарен серијал од повеќе епизоди, мислам дека се повеќе од 10 на 20 епизоди, а кои се однесуваат на македонските села. Серијалот се вика Заборавени и мислам дека тоа веројатно за жал вистинскиот наслов на серијал кој што се занимава со македонските села. Ќе вклучиме во тој сегмент и разни вклучувања од нашите репортери кои ќе бидат на терен, кои ќе се вратат од некои настани, па ќе поразговараме за што се има денеска актуелно што се одвива во држава, пред се на политички, но и на општествен план. Потоа, негде околу 4:15 се надевам со колегата Дејан Андоновиќ да во еден сегмент од 15 на минути да поразговараме за настаните кои што го одбележуваат тој понеделнички ден во светот, а тоа е секако вчерашната усвојување за време на викендот на Европската унија на планот за Брекзит, кој што има огромни проблеми во британскиот парламент и во британската јавност да помине, а ќе мора да се осврнеме малку и на оваа руско-украинска криза која што повторно се дигна таму негде околу Крим и околу запленувањето на неколку пловила кои што наводно упаднале во руски води додека пловеле на некоја своја дестинација. Попладнете околу 5 часот, со мене ќе биде Тамара Чаусидис. Тамара е доскорешен основач и долгогодишен председател на новинарскиот синдикат и бидејќи таја сега ја предаде таа палка на привремениот председател Звездан Георгиевски, кој инаку беше со нас минатата недела. Сепак јас би сакал да слушнам кои се искуствата на Тамара на така чувствителна синдикална позиција, особено што синдикатот на новинарите е веројатно еден и од поактивните, ако не и од најактивните синдикати во Македонија. Како што знаете, во Македонија синдикатите не се многу активни. Еднаш потоа имаме едно 15-минутно интервју со еден многу занимлив професор кој ни доаѓа од Лондон, а инаку е бразилец по потекло и е професор на политичка економија на едно од најпрестижните лондонски универзитети. Со кого разговаравме за кризата на неолибералниот капитализам, човекот се вика Алфредо Саат Филјо и е еден од оние левичари кои што светот го објаснуваат низ една анатомска анализа на кризата во која што е западнат капитализмот и се што тоа произведува во нашите животи. Потоа следуваат, како што знаете, се негде до дневникот во 20 часот, следуваат оние забавни содржини кои што кај нас се одвозење со Вучич преку редовното издание на Ексклузив, па потоа Сергеј го имате со своите гости кои што ги редактира и ги рецензира во смисла на нивната мода. Ќе имаме и една минута со Јана, каде што ќе имате прилика да поразговарате вие со нашата Јана околу тоа што мислите дека за вас е важно, на телефон се разбира. И за да влеземе во дебатните и вечерните информативни програми, а тоа е дневникот во 20 часот, потоа ќе следуваат две дебати. Едната дебата ја насловивме држи ли паралелата на бегството на Груевски со она на Ванчо Михајлов. Со нас во студиото ќе биде историчарот Александар Литовски, кој е специјалист за Втората светска војна и пред и по Втората светска војна настаните врзани со Македонија. Мислам дека тоа ќе биде забавна и занимлива дебата, бидејќи се прострои, гледам изминатата недела низ разноразни медиуми, таа паралела помеѓу Груевски и Ванчо Михајлов, па ќе биде интересно да се види што ќе откриеме на таа тема. Конечно ќе го завршиме дебатниот ден со една тема која што некако ја запоставуваме, мене барем така ми се чини на медиумски план, бидејќи сите сме преокупирани со ова што се случува околу бегството на Груевски, со апсењата, со судењата, со маката на Заев да формира 2/3 мнозинство во парламентот. Темата која ние ќе ја истретираме е како гледаат албанците во Македонија врз политичката криза. За таа цел ќе ми бидат гости колегата Алирим Дулови и колегата кој е новинар и колегата Алберт Муслиев, кој што е политички аналитичар, а имаме една многу занимљива изјава од Джевдет Хајредини, кој што мислам дека ќе ја збогати целата таа лепеза од мислење и ставови кои што ќе се обидеме да ги отвориме. На крајот ќе завршиме со отворените линии на Јана повторно и последниот дневник вечерва се негде таму во 15 до 11 часот. Затоа ви предлагам да останете со нас, ќе оди малку еден промотивен материјал, додека не ми седнат гостите, бидејќи се повеќе, за да не ни се шетаат пред камери. Режија, ве молам, пуштите го проба материјалот, а потоа ќе ги поканиме гостите во ова наше студио.
Денеска во ексклузив. Ова не се опишува со зборови. Откриваме како помине уште едно лудило наречено Сергеј Манија. Пејачката Барби има порака за бегалецот Никола Груевски. Не знам што би му купила. Па ако пушки му купам цигари, едно виски. Хит интервју со Раде Пилето. Јако ќе ладно како Карле уша кој ќе запне за нешто. Гледајте ексклузив вечерва 18:30 на 1 ТВ. Владење на правото и функционална правна држава. Реалност или утопија? Ќе успее ли државата да направи сериозни реформи во правосудството или пак ќе продолжи со селективна правда и неказненост? Гледајте Правда и неправда. Секој вторник во 21 часот. Со мене Гордана Дувњак. Спортот се пресветува во коефициенти. Коефициентите значат пари. Инсайдер открива кои се луѓето кои стојат зад наместени надпревари и како се изработува шемата во која на крајот мечот е завршен, парите се во джеб, а ретко кој одговара пред законот. Ги откриваме криминалите во македонскиот спорт. Македонски инсайдер. Вистината пред се. Дневна доза вкусни рецепти и корисни кулинарски сомети. Брзи идеи и трикови во кујната што навистина функционираат. Секој работен ден во 16 часот и 30 минути. Гледајте го кулинарското шоу на 1 ТВ. Маја готви. Внимание! Мода со Сергеј Варошлија. Внимавајте како се фотографирате и што облекувате. Гледајте не во новото издание на Студио 1 секој работен ден на тема мода со мене Сергеј Варошлија. Ке биде оштро. Хаштаг ке ми пукне душата. Бидете со нас. Од понеделник до петок, 17 часот и 45 минути. Гледајте го забавното шоу Возење со Вучиќ. Репризно издание наредниот ден во 11 часот. Не пропуштајте. Возење со Вучиќ. Добар ден назад во отвореното студио 1 на 1 ТВ. Јас сум Сашо Ордановски, ова е понеделник, како и секој понеделник со вас, од сега па до залезот на сонцето, а потоа веројатно и многу повеќе. Имам задоволство и чест да ги представам во студиото моите колеги и драги пријатели на извесен начин, бидејќи јас исто така имам контакт со нив, кои што ни доаѓаат од Американскиот универзитетски коледж од Скопје, значи American University College Скопје, еден од најдобрите приватни универзитети во Македонија, а кои што неодамна беа на едно надпреварување вон македонските граници. А знаете како е за студенти, тоа секогаш важно да излезат од оваа Македонија за да видат дека има и свет малку и вон на север од Табановци и на југ од Гевгелија. И на исток и на запад се разбира. Но за тоа каде беа? Беа во Париз, ќе ви откривам таа мала тајна. Со мене ќе поразговараме прво со нивната професорка и деканот на факултетот за деловна економија и организацијски науки, тоа се вика некој бизнис менеджмент по овие модерни време. Факултет за бизнес. Така е, професор доктор Снежана Христова, добар ден во студиото на 1 ТВ, а потоа ќе ги представиме и колегите кои што ќе ни кажат за своите искуства. Колешка Христова, каде беа колегите, што правеа, какви награди освоија? Добро, јас прво ќе се заблагодарам на поканата да учествуваме во вашето студио и ќе кажам дека ми е чест да ги придружувам овие 5 мина студенти кои што го освоја третото место на глобално ниво во конкуренција од 18 земји од светот.
Надпреварот беше организиран од страна на International School of Management Париз. Мислам дека имаме од режија, мислам дека имаме инсерти од настаните таму, така што ако имате нешто од тоа пуштете додека разговараме, малку дегустрираме да видат и гледачите за што разговараме. Но она што би сакала да го споменаме и навистина важно е дека надпреварот беше под покровителство на АЦБСП, тој е акредитацијски совет за бизнис школи и програми широм светот. Што значи дека на надпреварот имаат можност да учествуваат само универзитети кои што се акредитирани, односно имаат меѓународна акредитација ACBSP. А американскиот универзитет ја има и сме единствени не само во Македонија, туку и во регионот со таква акредитација, што значи беше привилегија да се учествува бидејќи нели конкуренцијата беше поприлично тешка. И оттаму оценам дека ова е навистина успех кој што треба да се сподели и да се забележи. Ми се чини дека е прво искуство во Македонија. Само да ве прашам, колечки Христова, зашто беше надпреварот всушност пред да преминеме на колегите? Значи стануваше збор за реален бизнис, односно бизнис симулација, CSIM бизнис симулација, која што е дизајнирана за потребите на Харвард. Значи, студентите работеа на реален бизнис, ќе кажат повеќе тие за самата природа и содржиност на надпреварот, но тоа уште повеќе му дава уште поголема тежина на самиот надпревар, бидејќи работеа на реален случај и се соочуваа со реални проблеми и немаа многу време да реагираат. Значи, надпреварот беше интензивен, траеше 2 недели и навистина бараше огромна Со други зборови, подготвени се сега да влезат во македонската економија со сериозен бизнис, да прават милиони. Апсолутно, јас подоцна ќе им дадам сега нив збор, но подоцна ќе кажам нешто околу тоа, ќе го споделам моето размислување. Таму седат, мислам дека камерата ќе ги фати во еден широк кадар, 5 студенти од овие кои што беа во Париз, Михаил Трпевски, Илијана Бојаджиева, Лорен Алесандро Смирели, кој што е на крајот, ги ставивме женските да бидат нели меѓу двајца колеги, Евтимија Димитрова и Мери Цветановска. Бидејќи Михаил го држи микрофонот, Михаил, како си поминавте во Париз? Прв пат одите или претходно сте имале шанса да бидете? По конкретно би почнал со тоа што ова беше онлайн симулација, бидејќи сепак 16 дена да се помина во Париз е прилично захтевно, ако не на некој начин, да. Така да целата симулација со оглед на тоа што учествуваа многу повеќе тима, значи од Америка, од Африка, од Азија во Европа, полесно таа цела симулација беше да се одвива доколку е онлайн, каде што имаше алгоритам кој што воедно одма ги пресметуваше резултатите, значи немаше време за чекање. Самото искуство беше одлично со оглед на фактот што прв пат учествуваме на ваков надпревар, конкретно и на ниво на Македонија. Немавме конкретни очекувања што и како ќе се одвива, така да ова беше одлично искуство да научиме многу повеќе и да видиме како стоиме со останати тимови од останати региони. Мери Цветановска е до тебе, ако не се лажам. Мери, ова искуство е нешто што претходно сте го имале. Што значи всушност да како студент имате прилика за вакво искуство, што веројатно не го имаат баш на сите универзитети? Успеавте ли нешто ново, нешто значајно да научите? Па вака најпрво ќе напоменам дека ние прв пат учествуваме на ваква бизнис симулација и за нас ова беше еден голем предизвик ние да го совладаме тоа. Сепак тоа е на ниво на светско ниво, мислам, и дека имаме присуство од многу земји и од многу студенти. И навистина беше од една голема полза за нас поради тоа што ние пред се научивме како оние финансиски работи, оние сите што се клучни работи во бизнисот, како една на друга влијаат меѓусебно и како доколку не правилно не го проценеме, не проценеме работата, како може понатаму да влијае во наредните години. Така е, и некои бизниси дури да пропаднат. Дури и пропаѓаат, да. До мене седи нашата колешка Илијана Бојаджиева. Илијана, што беше пресудно за вашиот успех? Па јас ќе кажам, пресудно беше дека тоа што верувавме во себе и тоа што бевме доста сплотени. Ние како тим работевме навистина многу. Задачата е тимска таму што ја добивате. Секако дека е тимска, да.
Значи работевме доста голем број на часови, буквално едно време го отваравме и го затваравме факултетот, можам да кажам. Сето тоа на крајот се исплатеше, бидејќи создадовме една стратегија во која што длабоко верувавме, ја добивме поддршката од оние кои што најмногу ни знаеа, тоа беа нашите професори, а на крајот го постигнавме успехот на кој што на еден начин се надевавме, но никогаш не можете до крај да бидете сигурни и сепак испадна нешто навистина големо. Евтимија Димитрова до тебе. Евтимија, беше ли жестока конкуренцијата? Што правеа другите тимови? Да, беше жестока. Главно се боравме за цената, многу ниски цени. Моравме прилично добро да планираме и побарувачка, производство, трошоците се, за да успееме. Од која област беше проектот? За што бизнис станува збор? Станува збор за производство на телефони. Аха. Имавме да избереме 4 видови на технологии, кои сакаме да ги пуштиме во пазар. Добро. Лорен, до тебе. Лорен, каков е ноќниот живот во Париз? Бидејќи предпоставам дека студентите не одат само да освојуваат награди, малку и да се забавуваат. Имавте ли време и за тој тип на социјален живот? Онлайн беше, тие беа тука присутни, а јас ја подигнав наградата. Добре. Кажете ми, вие се запознавте со другите тимови? Имавте шанса да комуницирате виртуелно? Виртуелно имавме можност, доколку би сакале да зборуваме тим до тим, дали би сакале да се договориме за околу цените, например, или која би била ваша една стратегија, но тоа нормално не би се кажало затоа што би се откриле битни информации. Тоа би значило нарешување на конкурентноста на пазарот, претпоставам картелско здружување се вика. Од кои земји ви беа најголемите конкуренти? Па претежно на нашиот универзум, што би рекло, затоа што имало 3 универзума и секој универзум имаше по 6 тима. Конкретно на нашиот универзум имаше повеќе, значи, од типот Азија, значи азијски универзитети, со тоа што они многу имаа стратегија на туркање на цени и имавме многу голем предизвик. Заради ефтината работна рака, предпоставам. Точно така, и немаше многу голем профит, што би се рекло, во нашиот универзум, како што би имали у другите останати 2 универзума. Тоа ви е тоа, модерната економија се сели таму кај што е ефтина работната снага, а Македонија е една од тие земја со оваа офанзива за странски инвестиции. Професорке, да завршиме со вас на крајот. Какви се искуствата вкупно од сето ова што поминаа студентите? Значи, искуствата се, повторно ќе кажам, уникатни и прекрасни. Пред се, заради тоа, ако можевте сега да доловите, значи стануваше збор за дизајнирање на реална стратегија за поголема конкурентност. Значи, студентите практично дизајнираат стратегија за 3 пазари: Азија, Америка и Европа. И тоа виртуелно навистина беше многу динамично. Сето ова, значи нивното признание, тие беа први во нивниот универзум и освоија 3-то место на светско ниво. Ние учествувавме со уште еден тим кој што за малку не успеа да биде прв во нивниот универзум. Значи ова по мене, ќе се сложите со мене сигурно, дека е најдобрата потврда и признание што може факултетот за бизнис при American College да ги има, бидејќи зборува дека ние создаваме кадри, имаме студиски програми кои што одговараат комплетно на потребите на пазарот на труд, не само во Македонија. Колегите се од која Тоа е комбиниран тим од 2 и 3 година. Добро. И уште една придобивка би кажала покрај оваја, а тоа е ентузијазмот и мотивацијата која што се создаде кај нив. Значи, иницијативата тргна од нас професорите, им го понудивме тоа и искрено не очекувавме дека ќе се стигне до таму. Едноставно, можеби ние не се подценуваме, меѓутоа, она што кај нив се овој надпревар го побуди покрај самиот успех, резултатот е неверојатно нешто. Таква мотивација, таква ентузијазам, јас бев одушевена од нивните прашања после надпреварот, а тие беа кога повторно ќе има надпревар ние да се пријавиме да учествуваме. Јас мислам дека ова ретко се случува и мислам дека овие млади индивидуи навистина создаваат надеж дека нештата во Македонија полека се придвижуваат кон добра насока. На целиот живот е надпревар, ќе имаат они шанса уште многу пати да трчаат на некакви 100 метри и на подолги трки. Професорке Христова,
колеги Михел, Илијана, Лорен, Ефтимија и Мери. Јас ви благодарам, ви честитам за освоениот успех. И пехарот да го покаже. А каде е пехарот? Чекайте да го видиме изгубено помеѓу нашите промо. Најважното. Браво, браво, одлично. Следниот пат да биде барем како овие во Вимблдон што ги даваат. Може и кристален. Вам, почитувани гледачи, ви препорачувам да останете со нас, бидејќи колегата Александар Петрески веќе е наместен таму на позицијата за вести. Продолжуваме со оние содржини кои што ги има донесено информативната редакција на 1ТВ. Ние се гледаме повторно заедно негдека околу 3:25 со нови содржини и нови гости во студиото. Ова е 1ТВ, отворено студио, јас сум Сашо Рановски, вашиот понеделнички водител.